Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е режисерот на македонскиот политички трилер Касапско оро, господинот Срđan Јанакиевиќ. Господин Јанакиевиќ, политика испреплетена со криминал, корупција и секс скандали се предизвиците на двајцата новинари во филмот Касапско оро на кој сега работите. Дали со ова се прикажува на некој начин еден вид перцепција на македонски новинар или пак станува збор за нешто сосема друго? Значи е врзана и со тука многу, нормално дека е врзана со тука, не живеам на друго место, меѓутоа не е ни само за тука врзана работата. Исто така големо прашање, уште пред и дека го работев филмов, остана ни една професија не испрљана у контекст на како се гледа на нејзе. Мислам, више доктори не се гледа после корона кризава, не се гледа со позитивен, овако мислам цело време надри лекари ни требаат и така натака. Така да мене беше битно кој раскажува вистината и кој е тој што по професија тоа го кажува. Независно која е перспективата на јавност или на луѓето и кој верува до крај во неја, пошто верувам дека има многу луѓе кои што веруваат во вистината и во својата потреба да биде раскажана. И покрај тоа што живееме во време на више не знам дали е поствистина или поствистина, али е многу важно да имаме искрен и честен однос кон тие работи. Колку можеме повеќе и покрај тоа што се размачкува се повеќе као улје на платно, ама кога ќе пројде дете врз нејзе, кога не е фиксирано. Така да, оно има голема врска нормално и со тука, има голема врска со дволичноста на политиката пред се. Филмот е за хипокризија пред се, поише отколку за било што. Меѓутоа конкретно, да, таму има два новинари кои што се во некоја војна, да речеме. Како да се остане чиста главната идеја на овој политички трилер на кој што работите? Па да ве прашам вас, како е навистина да се остане чист во оваа земја? Па више прашање дали можеш било каде да останеш чист. Мислам, кај нас е само по-проблематично, тоа сакам да кажам. Кај нас се устарци многу длабоко во, да не кажам збора, да не го кажеме, во Балканиците. Меѓутоа више станува многу сериозно, страшно и цела Европа. Ако сакаме да тргнеме, видите ги изборите како поминуваат и ќе стане многу несериозно, дури банално злото. Мислам, многу опасно може, на опасна страна може да отиде. Кога се такви времења, сите морални и етички принципи и норми што ги имаат луѓето, дури најчистите паѓаат, бидејќи таа војна е војна за опстанок. Војна кога и кога има војна за опстанок, тогаш више малце помалце се зборува за чистина, како што кажав, да. Ако реалноста што ја живееме е македонски филм, во која категорија би ја ставиле, односно во каков филм живееме ние денеска според вас? Лош. Кратко кажано. Знаеш како викаат, на добар филм можеш да најдеш 1000 мали, но лош ни една. Оти е лош. Ево таков живееме, за жал. Мислам, не знам што кажам сега. Не звучи тоа многу оптимистично можда, меѓутоа факт е дека ние преценуваме доволно луѓе веќе. Мислам, се празни државата и кога немаш луѓе, немаш подела за филмот, така? Нема кој да глуми веќе во филмот, да кажам. Зборам како држава, ако направиме некоја таква паралела, така? Ако снема глумци кои сака да гледа филм без глумци. Мислам, тоа е контекстот, затоа викам дека филмот станува се повеќе лош, и ќе се сведе на филм без глумци. Добри има и такви, меѓутоа тие не се баш од најинтересните, не се тие на кои што сме научени. Така да за тоа кажам дека прилично страшно и е лош филмот во тој контекст. А ако треба да се стави во некоја филмска категорија, како тоа би изгледало? Па не знам, се тоа се жанрови, сите жанрови се измешани, не би ги не сум многу по тоа да го ставам во жанр. Кога и да го ставиш во жанрот секогаш не е само еден, али е најверојатно нека црна комедија. За жал. Во однос на буџетот за снимање на еден филм, во дел од медиумите сретнав податок дека работите со буџет од околу 300.000 евра за целиот филм? Да, нешто помалце од 300.000 евра. Не 300.000 евра, и тоа се 300.000 евра буџетирани
пред 5 години, се сменија времењата, многу падна вредноста на парите. Така да, ја не викам дека се малце, меѓутоа се многу, снимавме и веруете, мислам, тоа беше толкав пекол да се сними за тие пари, да секој ден ти доаѓа да се откажеш. Мислам, до толку е голем притисокот. Да кажеш, шо ми е па ова, мислам, зашто да го изгубам здравието, нервите и така натака. Така да е многу проблематично. Колку сум задоволен. Никош, ви кажав, значи филм од 250.000 евро некои држави се смета за филм кој што нема буџет. Значи тоа е филм без буџет. Впечатокот во јавноста е дека продукцијата на македонските филмови и серии каска зад регионалната. Што мислите, на што се должи таквиот впечаток во јавноста? Значи ние немаме пазар за тоа. Значи вие кога зборувате за сите околу нас имаат пазар од 10 милиони. Ние на кого да му го продаеме нашиот, мислам, тоа што ние го произведеме. Баш како со сите пазари ги се чуваат околу себе. Филм е малце подруго, зашто сепак државата има некој однос кон нашата традиција, култура, бла бла бла, па сега мора да има и филм. И тука инвестира така како што инвестира, прави тоа што го прави, колку има кјар, колку има зијан, меѓутоа на глобално ниво и е кјар, и пак те презентира некаде и така натака. Ама за серија мислам дека многу, каскаме, пошто не можем ни да мрднеме од друго место. Мислам, ние немаме никаков, не може државата покрај серија. Тоа мора комерцијално да се работи. А кај нас е полесно да купиш турска серија наместо да продуцираш. И заради тоа нема серии. А снимање на повеќе филмови? Што недостасува за да имаме поголема филмска продукција? Од луѓе, пред се луѓе. Значи пари и тега ќе се најдат, мада и политика е тука пак во прашање. Ali еве да речеме дека сме во идеални услови, дека имаме пари колку сакам. Така, мислам, немаме проблем со пари. Зборам реал да не биде 500.000, 700.000, милион. Ти во еден момент немаш луѓе за тоа. Пошто многу од луѓето се извлечени од оваа држава во други држави, каде што продукциите не каскаат како нашата, него тие се отидени таму за подобри пари да работат на подобро место, со подобри услови и така натака, со подобра организација, побитни работи, повлијателни и така натака. Кога спомнавте недостиг на кадар, аудиција сега сочината од невработени актери, режисери, театарџи. Веќе извесно време се жалат дека не можат да дојдат до вработување и чекаат малтане, можеби лошо звучи, но како што они велат, чекаат или некој да почине или да замине во пензија за да може да се вработат во некоја од културните институции. Како според вас може да се реши, односно треба да се реши овој проблем со невработеноста во оваа афела? Во мојот театар има во последниве 2 години 7 луѓе починато. Сега, не ја кажам точната цифра најверојатно, ама многу. Не е влезен ни еден човек на тоа место. А има голема, значи ние имаме проблем. Пак немаме вработени луѓе. И не се вработуваат. Зошто е така? Не знам. Во последно време салите се сите пуни. 400 луѓе по 10 евра карта, израчунете колку секој ден, тоа се, мислам, никој не произведе толку пари можда најверојатно, како театрите што произведуваат 300, 350, измеѓу 500 и 600 денари карта. Тоа се сериозни суми на пари. Не викаме дека не, меѓутоа кај цурат тие пари. И затоа зборам дека може да се создаде театар кој што може да произведува инкам и да ги плаќа истите луѓе и сите бидат среќни и весели. Меѓутоа цело пак се враќаме на почетокот. Кој ги држи театрите? Кој ги запослува луѓето во театрите, кој одбира каков ќе биде репертоарот и така натака, и така натака, и така натака, и затоа се распаѓа таа приказка по таа вертикала. Во тој контекст, како вие гледате на независната културна сцена во земјава? Па таа ќе се убие што побрзо може. Мислам, пошто само тоа е негде приказката каде што може малце да се мрдне и да се земе здив. И тоа го прават многу малце луѓе кои што имаат стварно огромна енергија, некои од нив више не се меѓу нас, за жал. А другите више немаат ни, како се вика, не е тоа, немаат ни енергија, нити можат. Мислам, ја знам многу луѓе кои што биле феноменални од таа работа, дигнале раце се, тоа е. Значи, останати се, само погледајте минатата година, ќе пишете независна култура, дал ќе изброите повеќе од 15 луѓе, истите на 10 различни настани. 15-20 луѓе се тоа. Цело време, со нив не можете да произведете ништо поразлично. За жал.
Вие досега работевте и на театарски представи, меѓу кои на представи за деца и младенци, и тоа во стамбената зграда која што е адаптирана за театар пред 26 години. Да. И во низа се одржува и се едуциране младата публика. Дали овој театар според вас ги исполнува условите за работа и потребите на најмладата публика? Значи, тој театар е нешто најдобро што може да се случи на оваа држава, мислам, реално зборам. Меѓутоа, објектот и условите се... Тоа е ресторан. Знам, тоа е војнички ресторан. И се таму седите и ако сте срикни, нема да имате стул пред лица. Значи, збориме за стол така поголем. Сме кажам, тоа не е локација за театар. И такви ствари се фрлаат пари тука, а тој театар не мора ни да се, мислам, не мора ни да му дадете некој нов театар, продајте го тоа, дајте им ново место, сами ќе се го израелат, ќе се го направите, ќе играат представи. Ќе така да не го кажам, ќе им го земате тоа место најверојатно. Какви се корумпирани и со желба за инвестиции, така се ига тоа, мислам, наводници. Сам да кажам, тој театар исто така играат највише представи, поише од било кој театар во Македонија играат, мислам, по број на представи. Второ, стварно имаат квалитетен репертоар, не зборам, јас имам една представа, може да две, едната не се игра во моментов, може да ќе вратат, може да не, меѓутоа сум гледал други представи кои што се многу важни, многу добри, добиваат награди, они се еден од најдобрите театри, може и најдобриот театар у нашата држава и они се стајани во мислам, тоа е објектот. Тоа е војнички ресторан, сега, како да ви кажам. И е безсмислено. Тоа кажува каков е односот кон се после тоа. Ви благодарам за разговорот. Мене беше задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.